Добар ден. Овде сме на имотот, односно резиденцијата на мојот другар Рони, кој го познавам уште од мал, од 6 години. Живееше позади мојата куќа и беше навистина едно паметно дете. Ова е неговата сопруга, прекрасна жена Тина, која што има свој собствен бизнис во Шведска. Работи нели со има ексклузивен фризерски салон и работи со висока класа на клиенти. И ова е мојот сопруг Франческо Паскуал. Денес Рони. Еве тука сме во неговата резиденција, заборавив да представиме неговото мало милениче. Нала. Нала. А ова е, дојди, Вилијам. Ова е Вилијам, кој што живее моментално со ова фамилија. Вилијам, say hello. What? Can you say hey? Hello. Hello. Send kiss. What? Kiss. Can you do this? Yes, Okay. You are happy here? What? You are happy? Är det bra här? Yeah. Yes. He is very happy because he live in very good family. Тој живее многу убаво семејство. Прекрасни луѓе кои што нормално гледате во какви услови. Овде имаме се околна шума. Тука често пати слегуваат и срни и елени, тие ги хранат. Нели, самите комплетно си го средиле својот имот, а многу блиску напред се наоѓа и морето. Еве сега денеска сме тука со Рони и ќе разговараме околу неговиот живот, кој што можеме да кажеме една многу интересна приказна и тажна и среќна, така да треба да ги мотивираме и повеќе луѓе да исто така да бидат хумани како него. Рони, кажи ми ајде нешто за твојот живот. Мојот живот почна од 86-та година. Последниот пат се вратив во Шведска сам одлучив, не можам да живеам во Македонија, приликата ми беше многу голема, имав многу голема желба да живеам во Шведска. Истовремено сум роден тука во Шведска. Поради тие тешки нормално према тие тешки односи према родители и родителот, и затоа одлучив јас да бидам самостален од 14 години. И затоа одлучив да заминам во Шведска сам. И потоа ме зеде една фамилија тука во Шведска, не да ме присвојат, туку едино само ме зедоа да ме издржуваат до 18 години преку социјално. И јас исто ги осеќав ко мои биолошки родители. Зеде малце време, првите месеци многу тешко беше. Нормално сега во друга фамилија не е едноставно да дојдеш ти само ко ево јас сум тука и тие никогаш нема некој присвоено, туку има своји две деца. И тие беа доста помали од мене. И во таа ситуација ми кажа газдарицата дека вака и вака, овие се закони, јас ко 15 годишно дете осеќав дека многу пријатни се, душевно, и ако се швеѓани и други мислења имаја, и нормално јас се прилагодив према нивните мислења и многу добри ствари што остварија во животот мој за да напредувам напред. А потоа, кога напред 18 години, и ми рекоа слободно од социјално, ти слободно можеш да се преселиш, и рекоа на газдарицата. И газдарицата рече, јас Рони нема да го фрлам надвор, тој може слободно да живее тука со нас, до колку се школуват и колку сака тој. И на тој начин јас останав уште една година после 18 години и после отидов сам да живеам. А потоа една година живеев сам и таа газдарица ми рече слободно ти можеш да се вратиш ако не сакаш да живееш сам, поради имав некои други причини и затоа сакав да се вратам кај незе пак. И истовремено
тие ми дадоа таа прилика, ти си добредошол секој пат во наша. Пак назад, после една година, и газдарицата ме рече, добре дојде си, добре дошло си кај нас, поради ние имаме многу добри впечатоци од тебе и ние сме многу задоволни и истовремено гледаме дека ти си исто задоволен со нас. И така ни имат продолжено скоро цел мој живот од 15 години до 52 години со ними и ден денес. И ден денес комуницираш, така дали се и живи? Комуницирам и имам клуч од нивната куќа, Куќа. кога сакам да одам кај нив. Така. Тоа не можев да го замислам со мои биолошки родители. И затоа ги рачунам исто ко мои биолошки родители. Истовремено се дружиме, например, сега не е секојдневно, тие живеат малце подалеку од нас. Живеат можда 200-300 километри од тука. И поради тоа, затоа према работа и не можеме, мислам, да се среќаваме толку често. Ама кога се среќаваме и тие идат кај нас исто. Викенд вака, можда нас 2-3 месеци ќе се видиме према работата и истовремено и ние ги посетуваме. И со нивните биолошки деца истовремено имаме добар контакт. Потоа испадна прилика со мојата сопруга, таа е веќе број 1 за мене и за незе не може, не знам дали ќе има таа среќа јас да сретнам некоја подобра, што имат успеено доста во животот и истовремено си има многу научено од незе ова понашавање што го имам, скандинавско понашавање. Македонско понашавање ми е малце потешко, ама јас претежно се осеќам исто како да сум од Скандинавија. Да, Тина е родена во Шведска, Тина да. е родена во Шведска, да. Меѓутоа зборува македонски перфектно. Зборуваат перфектно, мислам, општо, може добро да се разбере, добро македонски зборува. И истовремено во оваа ситуација таа ми има доста помогнато тука во Шведска. Кога се зедовме, јас сретнав Тина на 21 година. И потоа почнаме да градиме све сами и добијаме 2 златни деца, едно машко, едно женско. И истовремено ги имаме и школовано, и израстено, и си име преселено од својата домовина. И сега тие си живеат во Малме. Значи специфично за Шведска е после 18 години детето го е напуштено. Точно така. И почнува самостоен живот. Самостоен живот се почнуваат. Иако имате вие волкав имот. Без разлика дали Да. имаш голем имот и тие не сакаат да живеат со родители. Секој пат тие сакаат да се бидат самостални. Таков е животот во скандинавските држави. А истовремено исто одлучивме ние да имаме малце поголема обавеза и дека и јас бев не бев присвоен на тој начин, тие може да ме присвојат шведскиве родители, ама решивме истовремено да земеме едно дете по Вилијам сега, што Да, моментално еве го Вилијамс, убаво се забавува со малата како Нала. Гледате колку убаво си игра и тоа е едно сега среќно дете, иначе потекнува од родители проблематични. Проблематични родители. Кои што имаат проблем со алкохол и Со алкохол, дроги и така натаму. Не знаеме точно, Вилјам е тука само 14 дена и истовремено се осеќа добро. Сега понатака во иднина не се знаат како ќе бидат. И тоа е голем процес тука, например. Преку социјално морат да се изјавит и да имаш, мислам, доста голема работа и
практично и теоретски за да можеш да присвоиш едно дете во Шведска. Да, значи што значи тоа теоретски и практично, да имаш добри финанси или Не финанси, финансират и финанси нормално, да си стабилен и истовремено е, например, да имаш она чувство како ги имаш воспитано своите деца истовремено. буквално. А кажи ми, кои се твоите принципи на воспитување? Моите принципи на воспитување, например, на деца малце различно е према други држави, сега можеме да споредам за Македонија. Тука се, како што знаете и вие, дека сме многу либерални во Шведска и имаме достоинство да му пружиме на децата таква прилика, ама под нормално со тој труд што го имам и тоа искуство, ја што имам поминато самиот, за да може да се образова, да има добра школа и плюс да просперираат во животот према други луѓе исто. И затоа сакам да му возможам тие што ми имаат мене возможено, кај што живеев кај нив, на исти начин и подобро ако можам, нормално. И за да едино сега зависи од доста рано е 14 дена кај што го имаме Вилијам и сакам со мој успех сакам исто ги сретнам на неговите родители што се исти возраст со нашите деца. И истовремено сакам да тие да можат да се опорават за да го земат назад. Да си расти во нормална средина своите, средина. своите деца. Ако не можат, па ќе покушаме ние да може да Да го излеземе пораснете, по-добар да пат. порасте, да.